Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата телма амбуланта. Тироидната жлезда е меѓу најважните во ендокриниот систем, бидејќи од незините хормони зависат бројни функции во нашето тело. За правилно функционирање на штитната жлезда неопходен е јодот. Кои се природни извори на јод, на каков начин јодот го внесуваме во организмот? Доколку се јави нарушена функција на оваа жлезда, има ли потреба да го испитаме нивото на јодот во нашето тело? Безбедно ли е да се зема јодот како суплемент или не? На овие, но и на вистина многу други прашања поврзани со тироидната жлезда, денеска зборуваме со магистар доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина во Аџибадем Систина. Докторке, добар ден, добре ни дојдовте во телма амбуланта. Добар ден, ви благодарам на поканата, секогаш е пријатно да се биде во ова студио со вас. Достапна ни е информацијата преку интернет дека јодот е клучен за функционирањето на тироидната жлезда, па во колкави концентрации е потребен? Која е дневната потреба за јод на телото? Така. Сите, верувам, ваши гледачи веќе се запознаени дека јодот е основниот елемент без кој што не може да функционира тироидната жлезда, односно не може да се создаваат тироидните хормони. Дневната потреба за внес на јодот во една здрава индивидуа во зависност од незината возраст, варира негдека од 90 микрограми за најмалата, новороденчињата, значи, па се негдека до 250 микрограми кај пациентките кои што се во период на гравидитет, односно бременост, и децата кога најмногу се развиваат. Што значи дека на едно новороденче, кога ќе се роди, отприлика потребата е 90 микрограми, понатаму таа расте во текот на пубертетот и достигнува негдека вредност до 120, од 120 до 150, возраста негдека после пубертетот до 50-тите, 60-тите години останува тука на 150 микрограми дневни потреби, а оној највисок внес се очекува кај бремените жени, која достигнува негдека од околу 200 до 220, а негдека 250 е дозволено и кај жените доилки, односно жените кои што ги дојат своите бебиња. Значи тука е од негдека 90 па се до највисоката 250 нормално по потреба, односно индикација. Можеме да забележиме на солта што ја купуваме во продавниците дека е нагласено дека е јодирана. Зошто е важно храната што ја засолуваме да ја засолиме со јодирана сол? Така. Од негдека 50-тите години наваму, Република Македонија излегува од оној критичен момент на ендемска држава, каде што проблем е тироидната жлезда. Тоа е постигнато со јодирањето на еден прехранбен продукт во секојдневието на жителите, и кај нас е одлучено тоа да биде солта. Што значи солта што дневно ја внесуваме и ја користиме, ова нашата позната, односно нашите производители кои што поминуваат низ агенциите кои што ги контролираат овие препарати кои што ги потребуваме, ја јодираат солта со 20 до 30 милиграма на јод, кој што е ставен во килограм сол. Значи, оно што е многу важно е секогаш кога ќе се купува овој продукт од нашите продавници, да се провери дали е јодиран со волку количество на јод. Битно е заради тоа што тоа е единствениот контролиран начин колку внесуваме јод во нашиот организам. Зошто кажувам контролиран? Бидејќи сепак таа сол поминала низ некоја лабораторија и ги запазила критериумите, безбедните критериуми за да можеме ние без никакви секираци да земаме и тоа го користиме. Она што ние нормално секогаш сме некако повеќе мераклија да купиме нешто увезено, нешто од страна, во овој случај не треба да важи, да го практикуваме, заради тоа што се случува да имаме држави каде што немаат потреба да ја јодираат солта и тогаш да се доведеме во ситуација да купиме нешто што не е јодирано. Значи кога купуваме сол треба да бидеме исклучително внимателни да биде јодирана. Да биде јодирана сол. Тогаш сме безбедни дека дневно го запазуваме, односно го внесуваме внесот што ни е потребен. А има ли некои други извори на јод во храната? Секако, значи постојат и други. Најпознатиот внес друг покрај солта
е морските производи. Значи, тука спаѓа морската риба, за почеток, потоа зелената алга, што е исто така како салата, која што се користи од морињата, и останатите морски производи. Понатаму јод секако може да се најде и во јајцата, може да се најде и во дел од млечните производи. Значи, ние во траги внесуваме и од другите производи од јодот. Меѓутоа, главното го внесуваме преку јодираната сол. Што се случува во организмот доколку има дефицит на јод? Така. Веќе, она што го кажав на почетокот, се помалку за среќа се сретнуваме со состојби кои што се последица на дефицитот на јодниот внес. Тоа е преку ова контролирано регулирање со јодираната сол. Меѓутоа, доколку дојде до недостаток на јодот, тогаш, на жалост, се случуваат одредени состојби и тоа е најпознатата состојба кај новороденчињата кој што може да се јави, така наречениот кретанизам. Значи, тоа е една последица на недоволниот внес на јод, нормално преку мајката, а потоа и кај новороденчето. Тука веќе целата синтеза на тироидни хормони е засегната и заради тоа доаѓа до една таква ситуација. Понатаму нешто што може да се сретне, за среќа се уште повторно во исклучителни ситуации, е појавата на така наречената гушавост, односно струма, односно зголемена во целина тироидна жлезда, односно незината морфологија. И сега тоа се двете, да ги кажам така, покарактеристични состојби, иако недостатокот на јод од друга страна како последица може да го развие и хипотирозата, која што сега во денешно време не секогаш се повикува дека е недостатокот на јод главната причина, туку постојат и други фактори зашто таа се јавува. Така да тоа се главните ситуации во кои што, односно заболувања во кои што доминира недостатокот на јод како причина. Доколку некој има намалена функција на тироидната жлезда, хипотироизам, потребно ли да се направи испитување на нивото на јодот? Так. Постојат ли такви лабораториски анализи? Така. Постојат лабораториски анализи. Најчестиот начин на кој што можеме да кажеме дека има недостаток на јод во организмот е преку собирање на урината во 24-часовен примерок, од каде што можеме со сигурност да кажеме колку е количеството на јодот во урината и преку тоа да кажеме дали постои јоден дефицит. Ова најчесто се случува кај трудниците, кај кои што сакаме со сигурност да утврдиме дали имаат потреба од поголем внес на јод. Кај другите пациенти се помалку го правиме, бидејќи тука со самото покажување на лабораториските анализи на тироидните хормони, ние веќе не ја бараме причината зошто се случила хипотирозата, туку веќе ја третираме како заболување, односно како состојба и ја лекуваме со лекарства. Така да постојат анализи, може да проверите јод и преку крвни примероци, меѓутоа помалку достапни, потешки за исследување, така што главниот начин на кој што можеме да го провериме количеството на јодот е преку урината. И сега вие прашавте дали ако постои заболување хипотиреоза, дали е безбедно да се прима на своја рака и дали треба да се прима на своја рака. Тоа го прават најчесто пациентите. На жалост, и дури споделуваат споделуваат рецепти, обично во алкохол, потопуваат млади оревчиња, тие треба да отстојат извесно време и наутро, на гладно, пијат по една чашка од ракијата која што содржи јод. Некои земаат и спирулина. Така, тоа се обидува да ги покачат нивоата на јод и убедени се дека на таков начин ќе нормализираат функцијата на тироидната жлезда. Дали е безбедно? Едното прашање, второто, можно ли е на ваков начин да се нормализира функцијата на жлезда? Ова се секојдневни прашања кои што не може денот да помине без пациентите да ги постават. Доколку ова ни го поставува пред 30, 40, 50 години, доколку го поставувале кај нашите претходници лекари, тогаш сигурно ќе бил одговорот да, безбедно е, убаво е, заради тоа што тогаш ја немало моментот на јодирањето на солта. Сега веќе имаме начин како да го надополниме нивото на јод и се тоа во вишок што се внесува на овој начин, особено преку младите оревчиња ставени во ликари или во мед, па одстојани, тие содржат таквите препарати содржат многу големо количество на јод. Секојдневното нивно конзумирање знае кај пациенти кои што сме имале хипотироза да ни направи на момент наспечаток на лекарите дека сме направиле така наречена фармаколошки индуцирана хипертироза. Значи како да сме
сме зголеми како да сме го на хормонот, на тироксинот, и се добива впечаток како ние да сме ги предозирале од лекот еутирокс. И тоа е краткотрајно, транзиторна таа состојба, се додека од една таква ситуација дури не навлезат во уште полоша хипотироза, кога комплетно ќе ја блокира тироидната жлезда. Значи јодот може да ја оштети дополнително дополнително да ја ги блокира тироцитите, и тие практично и малку што имало, оние активни што можеле да создадат хормони, сега после ваквиот внес, голем внес на јодот, да се зашеметат и едноставно да не може да продолжат да произведуваат доволно количество на хормони. Така да практично во една фаза може да е подобра ситуацијата, дури нас да не залажат. Краткотрајна, затоа го нарекуваме транзиторна состојба, додека после тоа не се блокира комплетно и не се завлезе во уште една потешка, сега лабораториски покомплицирана хипотироза. Значи затоа велат во еден момент се чувствуваме подобро, повеќе енергија имаме. Подобро, потоа веќе на жалост се влегува повторно во една подруга класична клиничка хипотироза. Заради тоа секогаш даваме препораки пациентите што се со хипотирози, кои што веќе го земаат лекот левотироксин, да не земаат дополнителни суплементи кои што содржат јод во вишок, особено заради тоа што може да направат проблем. Така што апелот е она што лекарот ќе го даде тука да се задржиме, значи, да не се готварската јодирана сол е сосема доволна за да се задоволат дневните потреби за јод на организмот. Бидејќи во трагови внесуваме преку другата храна, а основата е во јодираната сол. Да ги поканиме. Повелете. Да, сакав и за спирулината исто да кажем, кој што е мокен суплемент, кој што многу често се дава за подобрување на крвната слика, содржи, бидејќи е самата во својата содржина алга, сите алги ни содржат јод, така што и таа знае да биде небезбедна доколку се користи во големи количини, па може да ни направи проблем на тироидната жлезда. Меѓутоа, секогаш кога е дадено од страна на лекар, лекарот знае да каже дека после одредено нејзино користење треба да се провери тироидната жлезда. Веројатно и да се направи пауза помеѓу две дози. Апсолутно мора. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Како што споменав, добре дојдени се вашите прашања. Магистар доктор Билјана Црцарева, инаку специјалист по нуклеарна медицина, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги даде одговорите на прашањата кои што се поврзани со темата на која што денеска говориме, а тоа е јодот и тироидната жлезда, но исто така ќе опфатиме, докторке, и уште некои суплементи кои што се земаат во период кога луѓето имаат проблем со штитната жлезда. Ќе проговориме и за лекот кој што во моментов се продава во една поинаква варијанта без лактоза. Ќе ги опфатиме оние најактуелни прашања на вашите пациенти. Кога препорачувате пациентите да земаат селе? Еве, вчера имавме една цела емисија кога зборувавме токму за овој суплемент. Дали се советува при намалена функција на тироидната жлезда или кај лицата кои што имаат автоимуна болест, наречена Хашимото? Покрај јодот, кој што веќе го исцрпевме како елемент кој што е неопходен, следниот елемент, односно минерал, кој што исто така добар и го даваме, го препорачуваме кај пациентите кои што имаат автоимуна компонента на заболувањето, односно на состојбите поврзани со тироидната жлезда, тоа е селенот. Селенот, повторно ќе кажем, треба и тој да биде контролирано даван. Она што е дозволени количества што треба да се внесуваат е не повеќе од 200 микрограми. Значи, до тука велиме безбедно внесување. Се што е над 200 микрограми дневен внес, веќе знае да направи интоксикација. Што значи 200 микрограми? Може да биде гранична линија, па дури и ние никогаш се плашиме и таа доза да ја дадеме, заради тоа кажуваме негде кај некои пациенти 100, кај некои 150. Многу ретко, лично јас сум си дозволила да дадам до 200 микрограми, бидејќи сепак се плашиме заради тоа што од континуираното земање секојдневно 200, не можете да знаете колку од тоа ќе се искористи во организмот и колку може да направи проблем. Дневно можете да го внесете селенот или природно. Најголем извор се бразилските оревчиња, за кои што вчера сте дискутирале и сум многу пријатно изненадена од самото истражување на доктор Митов, кој што дава податок дека е
многу голема залихата на селенот во бразилските бадеми. Она што ние досега го дававме како препорака беше 1 до 2 бразилски оривчиња во текот на денот, со напомена, ако се заборави, да не се надокнадува после неколку дена да се зема 3-4 одеднаш, туку едноставно се заборавил, се направила кратка пауза, па се продолжува пак. Меѓутоа, најверојатно и тоа е многу и се оди и на тој дневен намален внес на природното внесен селен. Може би е и најдобро, ако сакаме да биде точно избаждарен селенот во организмот, да се зема преку таблетка, суплемент во кој што имате 100 микрограми, ако процени лекарот дека е 100 доволно, останувате на тоа, ако треба повеќе, тогаш нешто да се земе 3 пати по 50, бидејќи ги има во таков облик, или 1 од 100, 1 од 50, значи тоа е веќе индивидуална проценка на лекарот колку треба да даде од овој суплемент. Селенот сега ќе биде актуелен, бидејќи го има и во јапонските јаболка. Така да и на тој начин ќе може да се внесе. Го имаме, тоа е вториот поголем извор на селенот. Лимитиране го нема, следно би било во минералната вода која што некоја зема, некоја нема, така да сепак ќе се задржиме најверојатно најдобро да се земе сепак, иако е подобро природно, меѓутоа контролирано да биде преку таблетка. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам прво поздрав до докторката и до вас. Благодарам. Јас имам проблем со тироидна жлезда, јазли. Тие се од до 6-4 милиграми после се намалуваат. Една година стално одем на контрола во Скопје, меѓутоа овие 2 години поради пандемија немам одено. И дали треба пак да одам? Немам никаков проблем, меѓутоа јас би сакала да ги проверам и дали се опасни тие јазли. Така, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Докторке, барат ли редовна контрола, редовно следење? Пациентката го кажа, се исклучително мали цистични формации предпоставувам или зонички ние ги нарекуваме од 4 до 6 милиметри. Значи, тоа е нешто што можете да го видите на денешната контрола, да речеме, ако дојде после одредено време да го има или да го нема или да е пораснато, меѓутоа не верувам дека нешто би било драматично поголемо, доколку пациентката до пред 2 години редовно ги следела и ако била со истите димензии постојано. Помалите јазли или нодуси или цистични промени се најчесто од бенигна природа и не бараат некакво посебно лекување, односно третирање, се додека тироидните хормони се уредни. Меѓутоа, бараат барем еднаш годишно ехографско следење. Доколку од 4 или 6 мм, сега се наврзам на проблемот на пациентката, доколку од 4 или 6 мм на следната контрола е тоа веќе 10 или 12 мм, тогаш ја кратите периодот границата на контрола и наместо на 1 година, да речеме, ќе викнете пациентката на 4 месеци да дојде, за да видите што се случува, дали понатаму расте, и ако веќе повеќе од 1 см или 12 мм, тоа е веќе палпабилно на рака кај лекарот, тогаш се одлучувате за уште некоја диагностичка метода, тоа е најчесто скенографијата или евентуално тенкоиглената биопсија. Меѓутоа, 6,4 мм се многу малецки зони за да вие предложите нешто повеќе да се направи, особено не тенкоиглената биопсија, бидејќи секоја шансите да биде неуспешна на толкова мала зона се тука и заради тоа не сакате инвазивна метода да искористите, туку го гледате тоа преку следење. Имаме уште еден гледач, да му дадеме можност да постави прашање во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам, сопругата не е тука, излезе. Сакам да ве прашам во нејзино име, она има тироида хипо и се знои и се знои околу сабајле, жива вода е стално, нема лек за тоа никако. И е од тирокса пие 2 од 50 и 70 милиграми. Има ли чаре за тоа нешто? Што да се направи? Спомнавте јапонска јаболка нешто. Зашто го спомнавте? Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Еведен загрижен сопруг се јави за својата сопруга. Потењето е покарактеристичен како симптом за пациентите кои што имаат хипертироза. Значи, кога работи повеќе жлездата, еден од првите симптоми на тој забрзан метаболизам преку тој ослободување на енергија и потење
е карактеристичен за хипертироза. За хипотироза, како што има господјата, е многу поретко, меѓутоа не се исклучува и тука причината ја гледаме во можеби поголемите дози на еутироксо. Значи тоа е сега, причина пошто го даваме за да можеме да го поттикнеме метаболизмот, па тој може да биде причина за потењето. Треба да се направи контрола, да се види какви се вредностите на тироидните хормони, доколку тие одат кон горна граница на тироксинот, долна на ТСХ, тогаш може би е знак дека причината сте ја нашле, па треба некаква корекција. Поголема доза, значи. Поголема, ако е дадено, тоа да биде една од причините зошто се поти пациентката. Меѓутоа, да не забораваме дека потењето знае да биде и многу чест знак за уште едно ендокринолошко заболување, кое што се следи со тироидното заболување, тоа е дијабетот. Така што совет кај пациентката дополнително да се провери и нивото на шекерот како е. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, една кратка пауза почитување, веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Останете на Телма. Продолжува денешната Телма амбуланта за нарушената функција на тироидната жлезда. Зборуваме со магистар доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина во Аџибадем Систина. Докторке, дали е точно дека некои пациенти, откако ќе преминат на безглутенска исхрана, чувствуваат подобрување? Точно е. Основата лежи во автоимуната компонента повторно, односно тоа е Хашимотовиот тироидит. Се помалку го кажуваме како заболување, се повеќе како состојби, со цел да ги охрабриме пациентите дека не се болни, туку имаат една состојба која е многу едноставно ја коригираме преку давањето на суплементи или ако е другата состојба преку давањето на друг тип на терапија. Се предпоставува дека основата на сите автоимуни заболувања лежи во дигестивниот тракт, во гастроинтестиналниот тракт, односно во цревата, па од тука и самата логика зошто внесот на глутен пречи, односно доколку го исклучиме, пациентите ќе се чувствуваат подобро. Забавената перисталтика во стомакот, различниот начин на искористување на глутенот кај пациентите кои што го имаат овој проблем, автоимуниот Хашимотов тироидит, прави да пациентите кога ќе се стават на една безглутенска исхрана се чувствуваат подобро. Тоа е кај еден дел од пациентите, што не треба што ќе го кажам да звучи обезхрабрувачки, меѓутоа со самото намалување, односно исклучување на глутенот од нивната исхрана, практично они ја го коригираат нивото на антитела. Индиректно, значи, може да се случи да допринесат да се стабилизира, односно да се коригира на некој начин и вредноста на тироидните хормони, меѓутоа дека директно ќе помогне да се подобри функцијата на тироидната жлезда, пак ќе кажам да не звучи обезхрабрувачки, тоа ретко се случува. Значи, самото преоѓање кон безглутенската исхрана го подобрува нивото на тироидните антитела. Нажалост, не можеме да собереме многу голема група на пациенти кај кои што ќе можеме да го докажеме ова. Се уште се повикуваме на она што е направено во странство во поголемите клинички центри. Имате групи кои што добро делуваат, добро реагираат на ова, други кои што нема ништо да променат, така да сепак останува и индивидуално пациентот да се прилагоди, дали сака да проба и да се насочи кон тој тип на исхрана или да продолжи сосема нормално да живее и корекцијата нормално на проблемот да оди само преку терапијата, односно давањето на суплементи. На нашиот пазар има еден лек за надоместок на тироидните хормони, кој што содржи левотироксин. Во последниот период може да се најде во поинаква варијанта, каде што лактозата е заменета со некоја друга супстанца. Дали е точно дека доколку се преда на новиот лек, не сме никако да се врати пациентот на стариот? Така. Од пред неколку месеци, производителот на нашиот левотироксин, односно познатиот еутирокс на нашиот пазар, ја замени само обвивката на лекот и наместо лактоза, таа е сега замената со манитол. Меѓутоа, треба да знаат пациентите дека тоа е истиот лек со истото и генеричко и името што нив им е познато еутироксот од истиот произведувач, само со ова мала промена, меѓутоа со подобрена формула, ние викаме.
Што значи тоа? Дека е стабилноста на лекот подобра кога ќе се внесе во самиот организам. Инаку, активноста на лекот и предходно како стара формула и сега во сите студии вели дека е иста. Тоа значи ако пациентот предходно примал 75 микрограми неутирокс и од новата формула ќе продолжи да пие 75 или 100 или 50 без разлика, она што ние како совет го даваме е дека можеби треба првата контрола да биде поскора. Што тоа значи? По Тоа колку време? значи, ако имате пациенти кои што се навикнати да одат на контроли на 6 месеци или на 1 година, Добра. сега првата контрола кажуваме нека биде отприлика за 6 до 8 недели, значи околу 2 месеци, чисто само да бидеме сигурни дека подеднакво е прифатен и овој лек. Иако Вела дека сек побрзо се абсорбира. Тоа може да се прочита во групите Тоа во да. кои што се пациенти разговараат за лекот, па сега има најразлични информации. Дали е точно и дали понекогаш е потребна корекција на Тоа дозата? пошто е сега почетокот е практично, допрва ќе го видиме, меѓутоа се повикуваме на искуствата кои што ни го гарантираат и кои што ни го даваат производителот дека останува се исто. Така да не треба да се секираат пациентите за ништо, туку да продолжат едноставно од аптека нормално да им кажат, бидејќи тоа има нова обвивка, нова амбалажа, ќе го приметат и кога ќе прашаат, значи да не се секираат, повторно го добиваат истиот лек, дури со подобрана формула, и тоа е се што треба да знаат и да не се оптеретуваат. Точно во овој период најголемите заблуди доаѓа што пациентите ќе купат од едно место, да речеме прават комбинација 100 и 125 микрограми ако треба да пијат. И сега 100 микрограми ќе најдат од новата формула, 25 микрограми од старата. Смеа такви И комбинации? сега, смеа, значи во овој преоден период, додека комплетно не се заменат, не се потрошат залихите што ги имаме, смее да се прави и таа комбинација без никаков проблем. Не е ништо страшно. И ако за краток период се вратите, значи сте купиле, не сте приметиле дека сте купиле после 2 месеци, ако тоа се поретко ќе се случува, сте почнале со новата, па во аптека ви дале стара, не е ништо проблем и тоа што сте испиле неколку таблетки. А ако нема е проблем на пациентот, може веднаш да си купи од новата да побера, меѓутоа и тоа што испил или ќе продолжи да пие уште некој период од старата, апсолутно нема никаков проблем, така да не треба да се секираат, треба да бидат сосема спокојни, безбедни, значи истиот е лек. Зошто е ова направено? За да и пациентите кои што имаат лактоза, интолеранција кон лактоза, сега веќе се без никаков проблем може да го примаат лекот. Ова беше многу корисно појаснување. Ајде да го слушнеме гледачот кој што малку почека на линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата и докторката. Поздравам. Ви благодарам, повелете. Сакам да кажам, 7 години се лечим од тироидна жлеза. Така? И еутирокс 100 пием. Сега докторот ми препорача 5 дена да пијам 100, после недела и субота 125. Его немам направено. ТСХ ми е 4,46. Ако ќе прочитам и ова друго, ТП, не знам, 1300 мисля. Дали да продолжам или ево да направим пак или да продолжам со истите еутироксот. Добро, ви благодарам за вклучувањето во Тилма амбуланта. Докторке, ќе можете ли врз основа на овие податоци да дадете некоја насока? Предпоставувам дека корекцијата мала од 7 дена 100 микрограми, сега 5 дена 102 дена 125 е направена заради тоа што вредноста на ТСХ е на горна граница 4,6. Новите студии веќе во последниве години укажуваат дека доколку се работи за млада индивидуа треба да се држиме до вредноста на ТСХ да не надминува 2,5. Со оглед дека пациентот беше машка индивидуа, не е ништо страшно да биде нешто повисока, меѓутоа вредноста 4,6 и клиничката слика кога лекарот оставила аспект дека може има некакви знаци за недоволна субституција, дозволила да малку се покачи таа вредност на лекот. Така да е сосема безбедно и се согласувам со тоа што е направена мала корекција. Вредноста на антитела повеќе од 1300 е нешто што пациентот секогаш најверојатно ќе го има, заради тоа што антителата кога еднаш се така покачени, ние кога се повеќе од 1300, вие точно не можете да ја знаете бројката која дали била 5000, 7 или 10000 и во принцип колку често да проверувате, они секогаш ќе бидат повеќе од 1300. Така да заради тоа не треба да се врзуваат и да се секираат кога ќе видат таква голема бројка. Ние дури не ја проверуваме многу често вредноста на антителата, бидејќи знаеме што ќе добиеме.
ако сме пристапиле кон давање на суплементи со селен, ако пациентот се преминал на некоја безглутенска исхрана, тогаш си дозволуваме и на почести интервали да ги проверуваме дали има некаков ефект. Меѓутоа, генерално доколку нема ништо од тоа применето, сосема безбедно може на неколку години антителата да се проверуваат. Ехографскиот наод, предпоставувам дека првично кога е започнато лекувањето е направено, и Хашимотовиот тироидит има една многу карактеристична ехографски изглед на тироидејата. Ние се шалиме, многу често кажуваме изглед како швајцарско сирење, значи изгледа целата со ситни дупчиња или како платно изгрицкано од молци. И доколку такво нешто имало на првите контроли, најверојатно лекарот одлучил дека нема потреба често да се следи ехографски пациентот, туку оди само со лабораторија. Ајде да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, поздрав до докторката. Ви благодарам, повелете. Вака, прашањето ми е сега во моментот е многу актуелна хималајската сол. Има во нејзе многу железосулфати, калиум, меѓутоа дали е доволно најодирана што сите ја купуваме и ја заменивме со на алкалоидска сол? Така, ова е едно многу добро прашање. Ви благодарам што го поставивте. Апсолутно многу популарна хималајската сол. Не знам дали е нагласено некаде дали е јодирана. Два типа, во некои немаме јод, во некои имаме. Мојата препорака секогаш ќе биде да се купува таа која што е јодирана. Меѓутоа тоа е мојата лична препорака и претпоставам сите тироидолози ќе остане истата, така да кога веќе се купува да биде јодирана и таа. Безбедна е апсолутно, знаеме што се плюс содржи, меѓутоа плюс да биде јодирана. Ја има на пазарот и како облик со јодирана, така да препораката би била да се земе секогаш се земе јодирана сол. Да. Ги спомена пред малку гледачот антителата кои што се јавуваат кај автоимуната болест Хашимото. Можат ли тие некогаш сами од себе да се повлечат? Сме имале случаи кога пациентот дошол со многу високи нивоа и после неколку години тие да се нормализирани. И секогаш прашањето било дали почетокот имало грешка во лабораторијата или после неколку години е тогаш направена грешка во лабораторијата. Па повторуваме со цел да видиме што добиваме. Многу ретко, како да кажем, не е исклучено и невозможно, меѓутоа многу ретко имаме стабилизирање, односно враќање во нормала на тироидните антитела. Тоа се случува кај пациентки кои што развиле постпартален тироидит, значи после бременоста, заради породувањето и самата бременост, развиле состојба на тироидна функција, пореметена тироидна функција како последица на тироидит, на бременоста, и тука антителата се покачуваат. Меѓутоа после одредени месеци или години тие знаат да се стабилизираат. Меѓутоа тоа го знаеме како причина и очекуваме. Кај сите останати пациенти многу ретко, речи си и да кажам невозможно е да имаме вакви случувања. Уште еден гледач очекува да се вклучи во емисија со прашање. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Повелете кој е вашето прашање. Поздрав до водителката и до докторката. Вака, прво да кажам, јас барам термин веќе неколку месеци, на телевизија едно се збори, у пракса е друго, дури на интерно ме пратија во Шаир, никако термини на клиника не можат да се добијат. А сакам да одам на контрола, не сум добра. Гледате и по гласот, хипотиреоза имам, значи пијам 6 пати неделно еутирокс од 50, пијам од 75 милиграми, меѓутоа јас многу се потам, малаксала сум, коските ме болат, употребувам таа хималајска сол, употребувам друга сол, други лекови не пијам, а не сум добра. Жена средни години сум, значи не може да се добие докторка термин никако, не отварате термини горе на клиника. Да, но денешната докторка госпоѓа не работи во клиничкиот центар, туку во приватната болница Аџи Бадем Систина. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта и веќе добиете совет во однос на тоа колку често се потребни
контроли и дали оваа состојба со потење, болки во коските и слично е поврзана со телот, симптомите што ги наведува господјата укажува дека може да биде проблем тироидната жлезда и е добро да се направи што поскоро скрининг на тироидните хормони за да се знае дали треба некаква корекција. Значи сепак е потребно да се направи. Потребно е, не можеме ништо ако долго време не е направен прегледот, мора да се направи затоа што тоа е единствениот начин како можеме да знаеме дали има некаков проблем со субституцијата што ја приме, дали треба некаква корекција да се направи. Еве добивам знак дека имаме уште еден гледач, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Само ке замолам од режија да го појача тонот во студиото, бидејќи навистина слабо слушаме. Добар ден и повелете. Вака да ја прашам нешто. Вие кажувате све, само не ги кажувате симптомите од тироидната жлезда. Кои се симптомите ако тироидната жлезда е оболена? Добро, еве сега ќе ни објасни докторката при зголемена тироидна жлезда, кои се симптомите? Може ли да има тогаш проблеми со голтање, докторка? Значи, постојат две групи на заболувања. Тоа се морфолошките или структурните, каде што е засегната самата тироидна жлезда, односно нејзината големина или евентуално појавата на нодуси, чворови, цистични промени, и другата група на функционални заболувања. Доколку пациентот има некаков проблем со структурата, ако е таа зголемена, ако е појава на гушавост, што на почетокот кажавме веќе се искоренува, тогаш многу често знае да се појави отежнато голтање, па пациентот добива чувство како нешто да стои во грлото, најчесто го опишува како кнедла или топче, па не може ниту да се голтне, ниту да се полукне. Може да има промена во бојата на гласот, доколку тоа веќе убаво зголемена тироидна жлезда, може да се појави гушање. Значи тоа се најчестите симптоми од морфолошки аспект ако е засегната. И знае дури некогаш и да е потреба да се прочисти грлото, да се направи, значи пошто гребе, бидејќи е тироидната жлезда околу трахејата, и нормално е да се појават тие проблеми. Овие се поретки проблеми. Многу почести се проблемите кои што се јавуваат кај функционалните заболувања, повторно поделени во две групи на хипотироза и хипертироза. Пациентите кои што имаат намалена функција се тие што се со хипотироза и тамо главно е пореметувањето на метаболизмот. Значи тука имате поправање, тврда столица или нередовна столица, замор, малаксаност, студ чувствуваат пациентите, грубост во гласот, сува кожа, оштетени ногти, коса. Ако се млади индивидуи, женски, тогаш имаме пореметување во менструалниот циклус. Обратно, ако станува збор за хипертироза, тамо пак е се на едно врвно ниво, значи забрзан е метаболизмот, па пациентите слабеат интензивно. Значи тоа е слабење и до 5-6 килограми за неколку дена. Течни столици, изразено потење, срцебиење, нервоза, темпераментни се, вознемирани се, опаѓа косата, тремор се јавува на рацете, така да тие се практично комплетно различни, хипо и хипер. Она што е за хипо дебелење, за хипер е слабење. Овие што се со хипо, значи имаат тврда столица, хипер имаат течни столици. Значи обратно, меѓутоа тие се првичните неколку симптоми кои што укажуваат дека треба да се провери тироидната жлезда. Кога пациентите ќе почнат да примаат терапија, која што го надокнадува недостатокот на тироидните хормони, исчезнуваат ли овие симптоми? Овде ве прашувам, бидејќи многу често велат, не можам да ослабам, јас сум во хипо и покрај тоа што примам терапија. Така. Скоро 100% треба да исчезнат симптомите. Значи, првото нешто што ќе приметат пациентите е што ќе се врати енергијата. Значи, што е голем проблем, сите чувствуваат огромен замор. Да. Значи, тука е најголемиот проблем и колку бидејќи секогаш кажуваме дека е женска болест, нели некаде 1:7-8, едно машко наспроти 7-8 жени е пропорцијата која што како се јавува тироидната жлезда како проблем, и бидејќи повеќе карактеризираме за женска болест, секогаш некако мислиме дека изгледот на жената и поправањето, нели она вишокот на килограми се главните што ја прават оваа болест да биде карактеристична, типична. Меѓутоа, проблемот е многу поголем кога имаме замор и малаксаност. Значи, поентата е тоа да се подобри и тоа се враќа многу брзо. Значи, сега ако пациентот е на мали дози, не треба да се обесхрабрува, бидејќи ако се покачува дозата полека, постепено, кога ќе се достигне идеалното ниво, тогаш веќе ќе биде комплетно без симптоми. Меѓутоа треба да се врати енергијата, доколку била покачена тежината да се ослабе, доколку била нередовна столицата да стане редовна,
доколку имало кардиолошки проблеми, најчесто со тоа стегање во градите, кај некој се ова срцебиење како компензаторен ефект, кај некој брадикардија, значи намалена работа на срцето, треба речиси сите постепено да се нормализираат. И дали тоа значи дека доживотно ќе примаат терапијата? Најчесто е доживотна терапијата. Сме имале случаи и се уште имаме кога знаеме да ја исклучиме. Повторно тука би ги спомнала групата на пациентките кои што се била трудни, значи па како постпаратален тироидит сме можеле да ја исклучиме терапијата. Меѓутоа, секогаш кажуваме дека ќе оди доживотно, а да се надеваме некогаш дека можеби ќе ја исклучиме терапијата. Ви благодарам за деталното појаснување на разните аспекти поврзани со нарушувањата во функцијата на тироидната жлезда и суплементите, односно микроелементите кои што се неопходни за нејзино нормално функционирање. Се надевам дека повторно ќе бидете наша гостинка. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Отчитувани ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден на телевизија Телма од вторник до четврток, односно од вторник до петок во 12:45 следите Телма амбуланта, а понеделниците се резервирани за теми од областа на педијатријата, за магазинот за родителство 0+ месеци. Гледајте не повторно и утре. До гледање.